Поздрав на сите дечки, Лаки со вас, одамна ме немаше. Ке ми ја собориш камерата. Одамна ме немаше луѓе, сега дојдов, сега дојдов. У смисла 5 дена не бев снимал видео, али заради тоа што ебиса во пичката. Добро. Кики, ке те ја дупам фацта. It was at this moment that he knew. He fucked up. Заради тоа што поминавах низ некој потежок. Как ќе гледате по самиот наслов, вајнке лавме за TikTok. Иначе ако ме е нешто коста смешно, не ми се смеете, оти само што станах од спајна. Аз ношти са бајнах и ми беше мека коста и така ми застана, не е битно. Која е разликата помеѓу TikTok и YouTube? И зашо цело време сум баниран на TikTok и зашо не планирам да продолжам на TikTok, иако веќе имам нов акаунт отворен, Лаки Царе е. Ќе имате скриншот, али нема да го рекламирам во видеото, заради тоа што не знам дали и кога пак ќе ме банират, па цело време да менам трово Instagram и TikTok и само трово и Instagram. И фала ви што и направиме сатите на трово. Сега ќе ви кажам кој е проблемот, која е разликата измеѓу TikTok и YouTube и зашо нема да снимам на TikTok ако ме банират и сега. Мислам, јас имам многу голема желба да снимам на TikTok, значи не сте свесни која голема желба имам. Прво ради тоа што лесно и брзо се пробијавиш, а второ ради тоа што има многу добра подршка таму за разлика од YouTube што имам подршка, иако знаете дека јас сум монофобичар и не можам без луѓе околу мене и општо без луѓе што се поврзани со мене и ќе има и за тоа видео. Така да коментирајте во овој видео хештег нова песна и ќе бидете поздравени во наредно видео. Иначе нова песна ќе испадне само не знам кога, дали средината на април или крајот на април или почетокот на мај, али во главно ќе испадне нова песна, значи спремме моментално со цимерот. Значи песната сам као ќе бием в неа, али ќе биде многу јака песна. Има исто многу јак спот се тоа. Така да сега да почнеме зошто TikTok е различно од YouTube. Прво, на TikTok има група, како што има и на YouTube група, нели, од админи, од менаџери, без разлика тие што се вработени во TikTok. И као јас ги добивам репортите. Јас репортите ги добивам на база на тоа што као некој ќе ми изеде гомна на видео и ја ќе му изедам гомна него со видео и он после тоа ми го репорта видео дека јас сум му јадел гомна на него. Сега, кога тоа видео ќе дојде до некоја си маса на репорти, пример 50-100 без разлика, TikTok ми го брише тоа видео. Автоматски Community Guidelines for Hateful Speech, бла бла бла, небитно. И имам ја шанса да пуштам апел и да се објаснам зашо тоа видео не треба да биде репортнато и они од кога ќе го разгледат апелот ми го враќаат тоа видео, ако мислат дека апелот е точен или ако мислат дека апелот е од као солиден или. Сега, што е глупото тук? Глупото е тоа што TikTok како апликација не работат исто како YouTube. Како мислите не работат како YouTube? Па вака, кога на TikTok ти ќе добиеш 100 репорти, они работат на база на репорти и кога ќе видат 100-200 репорти, они автоматски го бришат видеото. Значи автоматски го бришат видеото, пошто има репорти. А кај YouTube не е така. Зошто? Заради тоа што не за џабе се тие вработени во YouTube. Кога ти ќе имаш пример 100 репорти, 200 репорти, они прво имаат транслейтор вработен. Као небитно имаат транслейтор и они седнуваат со тој транслейтор, го прегледуваат видеото кое е репортнато, испреведуваат се што е искажано во тоа видео и после тоа размислува дали на база на тие репорти треба да дадат репорт или не заслужува да биде тоа видео избришено, туку е без разлика онака репортнато. А кај TikTok немаат ревју на видео, туку имаат директно репорт на база на репорти. Мислам бришење на база на репорти. Значи тоа е разликата, дека на YouTube бришат после ревју, а на TikTok бришат на база на репорти. Тоа е глупото, ради тоа што тука не гледат ти што си кажал во видеото и дали ти самиот себе се браниш од некој коментар небитно, а пцовките кои што ти ги упатуваш кон некој што ти изедал гомна или ти испсујал на коментар на TikTok, последиците ти ги јадеш, а не тој што коментирал, ради тоа што нема ревју. Сега нормално тоа што на TikTok полесно се пробиваш ради тоа што цело време излегуваш и на For You page и колку видео сакаш можеш да ставаш, мислам и на YouTube колку видео сакаш можеш да ставаш, али таму не излегуваш толку многу на For You page. Тука цело време излегуваш на For You page, цело време автоматски. И плюс имаш тагови се и на YouTube, има и тагови се, али не излегуваш во рекоменда толку колку што излегуваш на TikTok. И затоа полесно се пробива и се, али затоа не се прават пари од TikTok додека не направиш 100,000 followers. Значи дури тогаш можеш да ставиш као гифт и после на лајвови да ти гифтаат пари, гемови без разлика и слично. Пак се осудив после 6 пати банирање на TikTok да дојдам и јас пак уште еднаш по 7 пат на TikTok да видиме што ќе се дешава. И доколку и овој пат ме избришот, ако не можам да направам повторно нов акаунт, пошто искористив 2 од YouTube, искористив мој број на мајка ми
и искористив од iPhone-от, од iPhone-от, од iCloud-от и искористив емайл од сестра ми. Сега ова ми е седми акаунт од број на тетка ми. Може да е смешно за вас, али за мене не е, пошто веќе немам од каде да правам акаунти. Немам. Значи не може на исти мејл да се направи ако веќе на тоа мејл е баниран акаунт или на тој број ако е баниран, не можеш да правиш веќе на тој акаунт или мејл, мислам број или мејл акаунти. Така да ако и сега ме банираат и ако после тоа немам од каде да направам TikTok акаунт, ќе се гледаме само на YouTube и на Instagram. Значи немам што да ви кажам дечки, ќе пробам да бидам поактивен на YouTube ради тоа што имам желба да објавувам видеа, али немам време и ќе пробам да си најдам време. Така да не ве задржувам уште многу, да не досадувам. Ви благодарам што го изгледавте видеото. Мило ми беше што коментиравте хештег нова песна и ќе бидете поздравени во наредно видео неколкумина од вас. Бидете ми поздравени, имајте убав ден, оставете лайк, комент, субскрайб, а ние се гледаме во наредно видео во наредните денови, валјда во 18:00. Чао. Листови на паскат сум сребрените светки шо по лицето ти лъскат. Ако уште не ме свати, ја уста